со особена чест и задоволство ви се обраќам денес по повод 18 август, денот на армијата. За нас, припадниците на армијата, 18 август е денот над деновите. Тоа е празникот кој ги обединува сите празници, сите денови кои ги прославуваме во командите и единицата на армијата. Денеска, на денот кога е формиран баталјонот Мирче Ацев, ве поздравувам и ви посакувам добре дојде од касарната што го носи името на нашиот славен национален херој и војвода Јане Сандански. Ви посакувам добре дојде од домот на припадниците на вториот пешадиски батальон, достојни наследници на традициите на борците од 14-та македонско-младинска ударна бригада Димитар Влахов. Денеска, кога го славиме 33-тиот роден ден на армијата, се сеќаваме на аманетите, оставени од илинденците и борците од народоослободителната борба, но се сеќаваме и на сите поранешни припадници, кои што допринесоа во изградбата на модерната македонска армија. Армијата од секојаш била една од најважните столбови на државата. Таа е символ на извонредност и професионализам. Армијата е институција која што е синоним за вредности и принципи. Институција каде што мултиетничноста, моралот, етиката, припадноста и патриотизмот се вградени во кодот на секој припадник. Таа е институција која што ужива најголема доверба меѓу граѓаните. И затоа армијата ја има и најважната мисија во државата, а тоа е одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на татковината. Почитувани припадници, нашата мисија е наша светост. Таа е наш императив и наша суштина. Во изминатиот период напорно работевме во исполнувањето на истата. Јасно ги поставивме приоритетите со што значително се подобрија борбените функции и ја зголемивме борбената готовност. Извршивме интеграција на плановите за трансформација со развојните планови и плановите за модернизација и опремување. Преку учеството на голем број обуки и вежби, дополнително ја зголемивме оперативноста и интероперабилноста на армијата. Како што ви е познато, оваа година бевме домакини на една од најголемите меѓународни воени вежби, Immediate Response 25, одржана на армискиот полигон Криволак. Вежбата опфати учество на повеќе од 2200 припадници од над 10 земји членки на НАТО и партнерите, при што беа демонстрирани синхронизирани дејства на копно, воздух и во сајбер просторот. Токму со оваа вежба, армискиот полигон Криволак уште еднаш се потврди како стратешка локација и репер за обука по највисоки стандарди. Истовремено, во тек се и финалните подготовки за нашето самостојно и себеодржливо учество на вежбата Cyber Junction 25, која ќе се одржи во месеците август и септември на полигонот Хохенфелс во Сојузна република Германија. Таму нашите сили ќе демонстрираат високо ниво на тактичка, техничка и логистичка подготвеност, како и способност за самостојно действување во сложени оперативни средини, рамо до рамо со единиците од вооружените сили на САД, но и од другите сојузнички армии. Почитувани, денес нашата одлучност, напорната и посветена работа е лесно препознатлива. Нашите војници гордо го носат македонското знаме во составот на исторените сили на источното крило на НАТО во Романија, Бугарија и Летонија. Припадниците на армијата, распоредени во мисијата КФОР на Косово и ЛТА во Босна и Херцеговина, заедно со останатите сојузници и партнери, секојдневно се грижат и допринесуваат за регионалната безбедност, стабилност и мир. Не помалку важна, ако не и најважна во моментот, е улогата на армијата во подршка на останатите државни институции. Денес, на денот на армијата, околу 30 припадници се уште се борат со пожарот во Јасен. Тие се приклучија кон останатите над 2000 армиски припадници кои секојдневно се справуваат со пожарите низ целата држава. Припадниците на армијата секогаш први, пожртвувано и професионално, учествуваа во справувањето и со останатите елементарни непогоди, како и во пребарувањето на исчезнати лица. Почитувани присутни, во овој динамичен и непредвидлив безбедносен контекст, карактеризиран со враќање на конвенционалната војна на европско тло, армијата ја препознава потребата од подобрување и унапредување на одбранбените капацитети и способности. Во свет кој брзо се менува, високиот степен на борбена готовност е темелот на нашиот успех. Ние мора да се прилагодиме на новите закани,
да ги прифатиме новите технологии и постојано да се обучуваме, а со цел одржување на највисоко ниво на борбена готовност. Денеска сме сведоци на засилени хибридни закани, сајбер напади, дезинформации, обиди за нарушување и обликување на јавното мислење и ерозија на довербата во институциите. Тие закани не познаваат граници, но нашата армија, во координација со сите надлежни тела, е дел од општествената отпорност во која ќе продолжиме да инвестираме со знаење, технологија и човечки потенцијал. Затоа, периодот кој следи, го посветуваме на постојано зголемување на обученост, подготвеноста и извежбаноста на сите нивоа на командување и контрола, имплементирајќи ги лекциите од современите војувалишта. Период каде што уште повеќе ќе ги зголемиме борбените капацитети и капацитетите за отпорност. Во оваа прилика, дозволете ми да ја изразам мојата благодарност до Министерството за одбрана и владата за нивната безрезервна поддршка која ја добиваме на патот кон изградбата на споменатите капацитети и способности и сето останато што е потребно за успешно исполнување на нашата мисија. Затоа што само подготвена армија е вистинска гаранција за суверенитетот, територијалниот интегритет и мирот во државата. Почитувани присутни дами и господа, дозволете ми на овој голем ден да ја изразам мојата благодарност до сите припадници на армијата, до сите офицери, подофицери и цивилни лица, да ја изразам мојата благодарност до нивните семејства. Дозволете ми да им одадам почит на сите кои служеле и се уште и служат на татковината и да длабок поклон и почит кон сите оние кои го дадоа својот живот за Македонија. Воедно им честитам на најмладите старешини од офицерскиот кор, ново промовираните подпоручници од Војната академија и најмладите старешини од подофицерскиот кор, ново промовираните водници од командата за обука и доктрини. Со вашата посветеност, дисциплина и напорна работа, заслуживте да бидете поставени на лидерски позиции во основните единици на армијата. Тоа е исклучително важна и одговорна задача, која ви се доверува. Ве повикувам сите заедно да продолжиме да ја градиме армијата како модерна и доверлива сила. Сила на мирот, стабилноста и достоинството. Нека ни е честит и вековите 18 август. Да живее армијата! Да живее Македонија! Ви благодарам.